15 деца од социјално ранливи семејства во Куманово ќе имаат можност бесплатно да користат логопедски термини. Станува збор за проект на Сдруженијето Чекор Плюс, кој се реализира со поддршка на општина Куманово. На децата ќе им биде обезбедена стручна поддршка за надминување на говорните и јазичните потешкотии. Председателката на Сдруженијето Трајковска појаснува потребата од ваква поддршка е се поголема, бидејќи бројот на деца со говорно-јазични и артикулацијски потешкотии е се поголем. Укажува дека свеста кај родителите е на повисоко ниво, но многу семејства поради финансиски причини не можат да си дозволат стручни термини. Апелира родителите да бидат внимателни и навреме да реагираат. Многу е важно родителите да обратат внимание уште од најмала возраст на децата, доколку немаат пример контакт со очи, вртење на име, доколку има некој отстапување, бидејќи многу често родителите ги споредуваат со други деца од околина, па може да приметат дали кај некое дете нема одредени пример знаци. Многу е важно да побараат помош, да додат на консултација, да се консултираат и доколку има потреба да се започне уште од најмала возраст. Може тоа да биде и година и пол, и 2 годишна возраст, бидејќи што порано се отпочне со раната интервенција, тоа е уште подобро и ќе имаме многу поголем напредок. Ние сме сведоци на тоа, бидејќи секојдневно доаѓаат дечиња и тоа од најмала возраст, бидејќи можеме да забележиме и кога ќе излеземе надвор и во паркови и во ресторани дека деца од најмала возраст се пред телефони, тие не го доживуваат светот, не се играат со играчки за нивна возраст, туку се ставени пред екрани, а тоа се јавува многу фрустрација и многу нервоза кај нив, бидејќи се навикнати со еден клик да доаѓаат до се и тоа допринесува многу до заостанет развој кај деца. За секое дете ќе биде направена индивидуална проценка, пошто ќе следува план за работа според неговите потреби. Логопедските термини ќе бидат насочени кон развојот на говорот, јазикот, артикулацијата, разбирањето и комуникацијските способности, со примена на современи методи и континуирано следење на напредокот. Нашата цел не е само подобар изговор на гласовите кај децата, туку да бидат посигурни во својата комуникација, како и полесно да се вклучат во секојдневните активности и да се постигнат подобри услови за успех во понатамошното школување и вклучување во самото општество. Важно е да се нагласи дека раната интервенција има големо значење во говорно-јазичниот развој кај децата. Колку порано се препозна проблемот на детето и колку порано се вклучи во логопедскиот третман, толку се поголеми можностите за напредок кај тие дечиња. Најчести причини секако дека влие технологијата врз развојот врз целокупниот развој на дечињата, но имаме секако и проблематики кои не се како резултат на тоа, туку најчести би можеле да се дислалиите, развојните нарушувања кај децата и граматизмот. За најдобри ефекти, дечињата би требало да бидат на возраст од 3 до 7 години. Од Сдруженијето ги повикаа родителите од Куманово кои се во социјален ризик и имаат потреба од логопедска поддршка да се информираат и да ги пријават своите деца со цел бесплатната услуга да стигне до оние на кои им е најпотребна.